Во време кога сите брзаме да го запреме часовникот, кога сите сакаме некако поспоро да старееме, има луѓе кои што ја одбираат јогата како природен начин на старење. Јогата е древна наука која што представува совршенство или одличен баланс меѓу умот, духот и меѓу телото. Ова утро се наоѓаме во Сакам јога, во овие преубави простори со оваа преубава релаксирачка музика и разговараме со Каролина Јакимовска, која што е долги години јога инструктор. Каролина, добро утро, благодарам што ова утро ги отвори просториите на Сакам јога за нас, за нашата екипа. Сакам да ве прашам што за вас лично значи природно старење и како јогата помага во овој процес? Така. Самиот поим старење некако во денешно време од негативен аспект посебно го доживуваме, но самата јога пракса или самата јога филозофија не учи кон старењето да пристапиме малку од еден позитивен аспект. Значи, самиот процес на старење е природен процес кој што им се случува на луѓето. И секако не можеме да го избегнеме, но можеме да ги ублажиме ефектите од тој процес на старење и да си го направиме на некој начин нашето старење благопријатно, полезно, добро и се разбира да уживаме во нашиот живот. Не значи дека животот веќе од 30-та можеби понатаму дека ќе стане многу тежок и ќе стане не толку пријатен, значи важно е малку повеќе да се информираме за самиот процес на старење и од друга страна да не се плашиме од старењето. Навистина старењето во својата суштина носи многу нешта кои што не можеме да ги доживееме кога сме млади, Така што јогата го поддржува процесот на старење на еден, како што кажавте, природен начин. Она што се случува посебно кај луѓе кои што подолго време практикуваат јога, на некој начин се гледа по физичкото тело. Меѓутоа, можам да кажам, тоа е само еден краен продукт на оно што се случува внатре во самиот, не само во самиот организам, туку во самиот дух на човекот, во самата душа, во менталниот дел, во однос на емоциите. Практикувајќи јога, всушност, ние малку повеќе го средуваме тој наш внатрешен свет, како би потоа преку нашето тело, како еден храм на нашата душа, значи, како би можела да се покажат сите тие ефекти од самата јога. Токму тоа сакам да прашам. Како јогата му помага на нашето ментално и физичко здравје? Така, ајде да почнеме од физичкото здравје. Значи, со континуирано практикување, не мора да биде секојдневно практикување, може да биде 2 пати, 3 пати неделно, меѓутоа да биде редовно практикување. Го раздвижуваме, наедноставно го раздвижуваме нашето тело. Внесуваме доволно количество на кислород, внесуваме доволно прана. Во јога прана е животна енергија, која што ни е потребна за да живееме еден витален живот. Влијаеме на сите системи во нашето тело од физички аспект, на ендокриниот систем, на кардиоваскуларниот систем, на нервниот систем посебно. Значи, на сите системи во нашето тело. Така што, кога влијаеме на физичкото тело, ние влијаеме и на нашиот ум. И обратно се разбира, кога работиме на нашиот ментал, на нашите мисли, кога работиме со нашите емоции, влијаеме и врз телото. Значи, заемно е, од каде и да почнеме, ќе имаме некаков резултат. Важно е континуирано да се работи и важно е да се најде стилот, можеби, кој што најмногу ќе одговара на карактерот на личноста. Во денешно време постојат многу стилови, хата јога е навистина една многу добра основа, добро е генерално да ја знаат луѓето хата јога и потоа да експериментираат можеби со други начини на вежбање, според темпераментот, според карактерот на личноста. Така што менталното здравје повторно произлегува и од физичкото здравје, произлегува од духовното исто така здравје. Значи да не го забораваме духовното здравје, поврзаноста наша со нешто повисоко од нас. Дали ќе биде природа, дали ќе биде Бог, дали ќе биде универзум, космос
и така натаму. Така што како и да почнеме со јога, од каде и да почнеме, не мора секој пат да почнеме и од физичките вежби. Значи тука има многу теорија, има се нарекува бакти јога, јога на посветеност. Ние кога помагаме на другите, кога хуманитарни можеби некои акции спроведуваме, и тогаш правиме јога. Значи тоа се нарекува бакти јога или јога на и карма јога, јога на посветеност, раджа јога, јога на изучување на текстови, ајде да наречеме јога текстови. Така што хата јога е еден дел од генерално целокупниот јога систем, кој што можам слободно да кажам дека веќе станува еден научен, веќе истражен, постепено истражуван систем, кој што се имплементира во нашето секојдневно живење. Можеме да кажеме дека придобивките се навистина огромни на јогата, на оние кои што практицираат редовно јога и за менталното и за физичкото здравје. Влијаат секако и на старењето. Претпоставувам да се позабави процесот на старење. Споменавте повеќе типови на јога. Секако според карактерот на човекот, навистина е нешто што релаксира. Сега како пак јогата помага во природниот процес на старењето? Може ли да се забави старењето со редовно практикување на јога? Се разбира, со тоа што влијаеме на нашето смирување, влијаеме на нашиот баланс, психофизички баланс и на некој начин повеќе се насочуваме можеби кон тој наш внатрешен свет, како што споменав, да го средиме нашиот внатрешен свет внатре, и кога сето тоа се случува, поотпорни стануваме на стресот, поотпорни стануваме на надворешните влијанија кои што често пати и ни се наметнати, значи многу ситуации кои што не засегаат лично нас, а сепак значи ние се грижиме за сите тие нешта. Малку јогата не повикува и да влеземе внатре во себе, да малку да се истражиме, интроспекција да правиме и така натаму. Значи има доста работа. Прекрасно, навистина, како и секогаш кога разговарам со тебе, навистина многу смирувачки делуваш и многу убави пораки кажуваш и за мене верувам дека ги чувствуваат и гледачите. За крај на овој прилог би сакала да една порака од тебе до сите оние кои што практикуваат редовно јога, меѓутоа да ги поттикнеме и оние што не практикуваат да почнат да ја користат јогата. Еве вие веќе повеќе од 20 години сте јога инструктор. 30 години, јас веќе наредната година ќе направам како практикувам, 20 години оваа година како водам групи и држам часови, така што едноставно тоа е барем за мене беше еден спонтан начин на живење, да ја живеам всушност јогата. Гледачите, односно генерално луѓето, оние што се поискусни, се разбира да уште да работат на себе, заради тоа што бескрајна е нашата внатрешност, нашиот космос во нас, а од друга страна пак оние кои што не пробале до сега да вежбаат, значи да се обидат, да почнат од некаде и потоа едноставно да истражуваат она што се нуди. Многу е важен инструкторот, многу е важна комуникацијата со самиот инструктор, многу е важен просторот, значи секој да го најде својот стил, можеби на поглед можеби на свет, да се вклопи во некаков стил на јога. Убаво кажав на почетокот, така и ќе завршиме. Одличен баланс на духот, на умот и на телото представува јогата и секако помага во нашето смирување и во процесот на старењето. Кога сме посмирени и порелаксирани, секако дека и помалку ќе се лутиме и ќе се муртиме и нема да имаме брчки. Се гледа на нашето лице, се гледа на нашето тело, едноставно повеќе си го слушаме тогаш телото, што му треба, што не му треба, така што и акции спроведуваме соодветни. Значи, како ќе почнеме од физичка вежба, значи таа физичка вежба носи многу голем потенцијал во себе. На вистина да направи трансформација во нас. Така што почнуваме постепено, полека и дозволуваме онолку колку што можеме, се разбира. Воопшто нема никакви форсирања. Благодарам многу и да им порачаме само на луѓето, вежбајте и практикувајте јога секој ден, бидејќи на вистина ќе изгледате и посмирено, и поубаво, и порелаксирано. Благодарам за ово утинско друштво. И на вас, ви благодарам.